дводневен спектакл најнапред вечерва во Радовиш, каде што ќе играат репрезентацијата на Македонија, Надежи и селекцијата на странци, а утре во Неготино ќе се состанат двете женски селекции на најдобрите кошаркарки што играат во нашава земја. Во спортската сала во Радовиш вечерва околу 1500 гледачи ќе присуствуваат на вечерашниот кошаркарски спектакл, кој започнува со изведувањето на тројки. Првиот изведувач е Драган Николич, кој ќе игра за селекцијата на странци. Од 5 пункта по 5 топки, последната е шарена и се бодува двојно. Инаку 6 изведувачи ќе бидат на тројки, со тоа што во финалето ќе одат тројцата најдобри. Дали ова беше само една мала проба за Николич, нешто не е вред, веројатно со мерењето на времето. Сега добиваме од записничката маса информација дека уште еднаш ќе мора да се повтори изведувањето на тројки. За 40 секунди треба да се упатат 25 топки на кошот од 6.24 далечина. Наредните изведувачи треба да бидат Јолович, Миронов, Књазев, Здравковски и Петровски. Инаку ова е четврта ревија поред која што ја организира Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Годинашнава треба да биде за класа подобра, поквалитетна од оние претходните, затоа што од оваа сезона играат и странци во македонската кошарка, во македонското првенство, па и квалитетот на лигата е повисок. И еве го сега Слободан Николич. Не успеа со шарената топка. Место број 3. Триесет и 5 секунди до сега. Заврши настапот на Николич. 8 погодоци, 8 поени за Драган Николич. Вториот изведувач на тројки ќе биде Здравковски од репрезентацијата на Македонија. Инаку тој игра во екипата на МЗТ Хепос Скопје. Два пати прецизен, па третото промашување. 3 поени од првиот пункт. До сега 6 поени. Ова е седмиот. Уште декаркари до 24 години возраст. Целта на стручното раководство на Кошаркарскиот сојуз на Македонија е да се направи еден тренинг, надпревар, еден тест на кошаркарите кои треба да ја сочинуваат македонската репрезентација, главно македонската репрезентација во наредниот олимписки циклус. Противници се селекцијата на странците, за жал ги нема оние, би рекол, најатрактивните, а тоа се Апшоу и Инграм од екипата на Кочани Деликатес, кои се наоѓаат во Соединените Американски држави. Така стои во договорот. Најдобро не координираше Кошаркарскиот сојуз околу некаква чврста гаранција на овој спектакл да се појават сите странци. Грегори Денис од Годел Работнички е болен и него го нема во селекцијата на странците. За жал го нема и Марко Ивановиќ, кој не играше за Годел Работнички на последниот надпревар од купот на победниците на куповите против Смелт Олимпија. Тој е грипозен, поради грип го нема вечерва.
Македонија од трибините во спортската сала во Радовиш. Една убава најава за спортски, за вистински спортски празник во кој ќе дојде до израз кошарката, едно надпреварување на најдобрите македонски кошаркари, односно на кошаркарите што играат во Лигата на Македонија. Ова е составот на репрезентацијата на Македонија, надежи што ќе ја водат Александар Књазев и Димитар Маневски. На спротивната страна ќе биде селекцијата на странците. Судии на овој надпревар Августин Гулевски и Зоран Златевски од Скопје. Јоловиќ, Поповиќ, Абазовиќ, Јовановиќ, Митич, Прлјевиќ, Златко Поповски, Станковиќ, Вукадиновиќ, Николич и Миронов. Тренери Лазо Лечич и Стерија Андоновски на селекцијата на странците. Последното вакво надпреварување се одржа во Тито Велес. Тоа беше пролетта 1993 година. Претходно беше во Прилеп. Во секој случај се раѓа една убава традиција која што со малку повеќе организираност, со малку повеќе напор на луѓето во кошаркарскиот сојуз би можела да прерасне во еден вистински спектакл. Тоа се ситни пропусти за кои што зборував, например, отсуството на најдобрите странци или на најатрактивните странци, да не бидам неправеден према оние кои ќе бидат во вечерашнава селекција. Тоа ќе биде силна селекција која што ќе биде еден достоен противник за репрезентацијата на Македонија, за млади кошаркари, предводена од навистина младите супер перспективни кошаркари како што се Јовановски, Воиновиќ, Петровски, Здравковски, Симич и така натаму. Со голема љубопитност го очекуваме почетокот и начинот на кој оваа млада селекција ќе се спротивстави на многу поискусните играчи кои доаѓаат од странство. Представување на екипите, селекцијата на странците, број 4 е Будимир Јоловиќ, број 5 е Војо Поповиќ, игра за екипата на Неметали, Јегош Абазовиќ за Жито Вардар, број 8 е Љубиша Јовановиќ, добро познат од редовите на Годел Работнички, Слободан Митич исто така од МЗТ Хепо Скопје, потоа Прлјевиќ од Жито Вардар, Златко Поповски, интересно име, кое што студира во Соединетите Американски држави, инаку македонец, Срџан Станковиќ, македонец, кој игра во екипата на Црвена звезда од Белград, Горан Вукадиновиќ од Македонија 91, Драган Николич од Неметали Огражден и русинот Анатолий Миронов. Капитен на селекцијата на надежите Ѓорѓе Воиновиќ, број 5 е Ѓорги Бујуклиев од Македонија 91, 6 Стефанов, број 7 Душан Боцевски, еден од двајцата браќа близнаци, број 8 е Игор Михајловски, број 9 е Србиновски, број 10 Ѓорги Књазев, 11 Петровски од МЗТ Хепо Скопје, број 12 Јовановски од Годел Работнички, 13 Тони Симич од МЗТ Хепо Скопје, 14 Здравковски, неговиот кутски другар, и број 15 Дарко Димитриевски од екипата на Гостивар. На повторам уште еднаш, суди се Августин Гулевски Велес. Јовановиќ, промашување, офанзивен скок на Митич. Јоловиќ, Јовановиќ, Воиновиќ е одзеде топката. Извонредно темпераментен, брз, игра со Јовановски, Воиновиќ, Димитриевски, Јовановски. Одличен влез на Јовановски, негови први поени. Надежите водат со 2:0. Митич. Крај него е Душан Боцевски. Јоловиќ. Направена е лична грешка од Јовановски.
Топка отстрана за селекцијата на странците. Абазовиќ, Јоловиќ, Митич, Миронов, Митич, од крилна позиција, скок на Воиновиќ, Јовановски, Њазев, Боцевски, се обиде преку Митич да бие, непрецизно. Уиграноста ќе биде пречка на селекцијата на странците. Но и на спротивната страна, сепак може да се каже за некоја поголема уиграност, бидејќи игра и во младата селекција овие играчи на Македонија, што играше во квалификациите за Европското првенство, а претходно дел од овие млади игра и во сениорската селекција во квалификациите за Европското првенство. Слободни фрлања за Слободан Митич. Дојде од Сојузна република Југославија, од екипата на Здравље од Лесковац, во екипата на МЗТ Хепо Скопје. Одличен играч, со многу сигурна рака. Резултатот е изедначен 2:2. Њазев. Јовановски обид за 3 поени. Непрецизно офанзивен скок на Димитриевски. Многу убаво ја заврши оваа акција, негови први поени. Надежите водат со 4:2. Јовановиќ. Одличен кош на Јовановиќ. 4:4. Воиновиќ. Се реши за тројка и прва тројка на надпреварот. Ѓорѓе Воиновиќ. 7:4. Уште еднаш го гледаме овој безпрекорно точен проектил на Воиновиќ. Јовановиќ. Лична грешка Димитриевски. Топка отстрана за селекцијата на странците. Јоловиќ. Јовановиќ. Јовановиќ во сендвич меѓу Јовановски и Димитриевски. Абазовиќ. Митич. Јоловиќ. Јовановиќ од пост, непрецизно. Треба време малку и да се загреат кошаркарите, малку е студеникаво во салата, не се грее најдобро, меѓутоа присуството на бројната публика и секако темпото на играта брзо ќе направи кошаркарите да влезат во својот вообичаен елемент. Јовановски. Лична грешка Миронов. Топка отстрана за надежите. Неполни 3 минути се играат. Сепак тоа се слободни фрлања за Јовановски. Неполни 3 минути, 7:4 за младата селекција на Македонија. Промашување на Јовановски. Сега прецизно негов трет поен, 8:4. Јоловиќ. Јовановиќ. Абазовиќ. Митич не успеа да ја прифати топката. Повеќе мислеше како да се ослободи од својот противник, па му побегна топката. Боцевски. Њазев. Немаше позиција за 3 поени. Воиновиќ. Се обиде покрај Јоловиќ да влезе во рекетот. Топката е сврлена во аут. Димитриевски. Њазев. Јовановски. Уште еден влез на Јовановски, успешно. Негов петти поен, 10:4. 6 разлика за надежите. Митич. Се обиде преку Боцевски, лична грешка на центарот на надежите. Тоа е негова прва лична грешка. Уште една слободни фрлања за Митич. Прецизен,
Ова е трето слободно фрлање поред што го реализира Митич, 5:10. И прво промашување, скок на Боцевски. Јовановски. Воиновиќ. Јовановски. Књазев, меѓутоа пред него Абазовиќ. Се уште трае борбата за топката. Повешт беше Књазев. Воиновиќ, уште еден обид за 3 поени, непрецизно. Скок на Јовановиќ. Митич. Чекори. Истиот момент, кога се огласи свирката, свати Митич дека неправилно ја водеше топката. Књазев. Лесна Књазев. Први поени со аплауз е награден овој потек на Ѓорги Књазев. 12:5. Водство на надежите. Јовановиќ. Се обиде да излече максимум, може би имаше тука и прекршок, судиите ништо не судат. Воиновиќ. Сега Воиновиќ, вистинска ревија навлезови во рекетот. Петти поен на Ѓорѓе Воиновиќ, 14:5. Најнапред Јовановски, па Књазев, па Воиновиќ, сето тоа им дава до знаење на противничките кошаркари дека мораат да го затворат тој простор повеќе, да внимаваат на влезовите, на извънредно подвижните кошаркари на Македонија. Нови поени на Јовановски. Веќе е направена разлика од 9 поени, реагира клупата на странците. Стерија Андоновски бара тајмаут. Почетокот им припаѓа на надежите на Македонија, извонредно полетни, брзи, пред се Јовановски, Воиновиќ и Књазев, подпомогнати од Димитриевски и Душан Боцевски, оставаат на почетокот извореден впечаток. Сериозно го свати овој надпревар, внесуваат и атрактивен елемент во играта. Сега на потек се странците кои треба да одговорат на ваквиот начин на игра на надежите. Инаку во изминатата сезона македонската кошарка мина низ изморедно значаен период. Пред се надпреварувачки учествуваше во квалификациите за Европското првенство во Германија. Тој настап беше неуспешен, 3 порази во Вроцлав против селекциите на Романија, Хрватска и на Естонија. Нешто подобро беше во квалификациите за јуниорското европско првенство во Финска. Меѓутоа нашата репрезентација не успеа да се пласира. А секако тука треба да се одбележи и настапот на нашите клубови во европските купови. Не представува неколку екипи, најдалеку стигна екипата на Годол Работнички, која што е се уште во надпреварувањето во купот на победниците на куповите. Слободни фрлања за Љубиша Јовановиќ, дополнително слободно фрлање, откако претходно постигна четвртиот кош, ова е петти, 8:16. 8 поени предност за Македонија. Књазев, прецизно. (18:8). Абазовиќ. Митич е повлечен од игра кај селекцијата на странците, негово место е Драган Николич, игра во екипата на Неметали Огражден. Не, тој е Горан Вукадиновиќ, исто така во петорката. Излегува Митич и Миронов. Лошо водена топка од Јовановски. Измена и во селекцијата на надежите, излегува Димитриевски. На негово место треба да влезе во игра Игор Михајловски. Јоловиќ. Лична грешка Јовановски. Сега е дозволена измената, влегува Михајловски на местото на Димитриевски. Јоловиќ. Јовановиќ. Одлично додавање за Абазовиќ. Не му беше тешко да ги постигне првите поени.
10 спрема 18. Књазев. Воиновиќ се реши за влез. Нови 30 секунди, направена е лична грешка. Књазев. Воиновиќ, Михајловски. Се обиде со хорок, блокираше Вукадиновиќ. Николиќ. Право во рацете на Књазев, срекно доаѓа топката до Николиќ. Лошо водена топка. Напад за селекцијата на надежите. Јовановски. Воиновиќ. Добро играше во одбрана Јоловиќ. Уште 12 секунди за овој напад на црвените. Јовановски се обиде преку Николиќ со лева рака. Јоловиќ се прошета низ одбраната на надежите. Први поени на Будимир Јоловиќ. Тајм-аут за тандемот Књазев и Маневски. Уште 12 минути и 50 секунди до крајот на полувремето. 20 спрема 10 за надежите на Македонија. Едноставно и инсистираа луѓето од стручниот совет на Кошаркарскиот сојуз на Македонија да не се манипулира со името некаква репрезентација на Македонија. Тоа е на селекција на надежи. Инаку репрезентацијата на Македонија секако сосема поинаку изгледа. Ова е еден млад играчки кадар, ќе повторам уште еднаш, кој треба да ја носи македонската репрезентативна кошарка во наредниот и во оној олимписки циклус до 2000 година. Књазев. Поповски е во петорката на странците. Воиновиќ. Уште еден влез на Воиновиќ. Негов седми кош. 22 спрема 10 треба да биде, ако е претходно бидејќи стоеше 20 спрема 10. Сега на семафорот стои 20 спрема 12 и ќе видиме наскоро што е точно. Воиновиќ. Књазев, топка бара Боцевски, Јовановски, Душко Боцевски. Књазев има ситуација за 3 поени, непрецизно. Тоа беше скок на Вукадиновиќ, а Јоловиќ го организира нападот на селекцијата на странците. Јовановиќ, познатиот негов хорок, кошот важи и лична грешка на број 7, тоа треба да е Боцевски. Уште еднаш Јовановиќ на линијата за слободни фрлања. Две измени во репрезентација, во селекцијата на надежите. Влегуваат Здравковски и Петровски, излегува Јовановски и Боцевски. Јовановиќ успешен со 8 поени, тој е најефикасен во селекцијата на странците. Резултатот 20 спрема 15. 3 разлика за надежите. Здравковски. Воиновиќ. Со нова игра Јовановиќ, нови 30 секунди за надежите.
Њазев. Петровски. Прецизно. Негови први поени. Беше втор за тројки во надпреварувањето што беше увертира на овој надпревар. Лична грешка на Петровски. Резултатот е 22 спрема 15, 7 поени предност за селекцијата на надежите. Слободни фрлања Будимир Јоловиć. Три поени на Јоловиć. Тоа беше обид на Вукадиновиќ, успешен, ја освои топката, нов напад за белите. Николиć си направи простор, добро пивотираше, негови први кошеви, 18 спрема 23, Здравковски, крај него е Јовановиć, и од тешка позиција Здравковски поентира, тој е победникот на тројки, веќе освои еден трофеј, Јоловиć. Николиć, со нога играше Јоловиć, судиите ништо не свират. На крај топка за селекцијата на надежите. Обид на Воиновиć за 3 поени непрецизно, Николиć. Се обиде да го проигра Јовановиć, ја прозре неговата намера Здравковски. Здравковски. Пошот не важи. Чекори. Тоа е Златко Поповски. 200 сантиметри е висок. Од Охрид. Инаку 5 години е во Соединетите Американски држави. Студира во Чикаго и игра за универзитетската селекција, студира маркетинг, беше повикан на овој ревијален надпревар и имав можност да поразговарам пред почетокот на надпреварот. Со голема љубов би заиграл за било каква селекција на Македонија, доколку биде повикан, доколку неговите квалитети се такви што со кои ќе има место во македонските репрезентации. Петровски. Њазев. Петровски за 3 поени. Непрецизно. Здравковски се избори за нов напад. Воиновиć. Њазев. Уште 15 секунди за овој напад. Петровски. Четврти негов кош. 25 спрема 18 е резултатот за селекцијата на надежите. Тајмаут. Можно да се направи еден мал рекапитулар на ова што го видовме досега во изминатите 10 минути. Гледаме убава кошарка, растоварена од било какви императиви, повеќе се мисли на нападот, па и многу кошеви, 27 за селекцијата на надежите, 18 за странците. Но има уште многу време, се работи за искусен тим на белите. Да повторам уште една штета што ги нема американците и Ивановиć. Сигурно ќе беше далеку поквалитетен на овој меч, овој дуел, со многу поголем предизвик за надежите на Македонија. Девет минути и 16 секунди до крајот на полувремето. Јоловиć. Поповски. Јовановиć. Митич. Лична грешка на Здравковски.
Слободни фрлања за Митич, постигна 3 поени до сега. Ова е четвртиот сите од линијата за слободни фрлања. И петтиот пат прецизен. Воиновиќ. Уште еден негов соло пробив, деветти кош. Тој е најефикасен на надпреварот. Јовановиќ има 8 до сега, резултатот 29:20. Јовановиќ, право во раците на Здравковски, одигра малку напамет. Воиновиќ, прекрасно проигрување до Петровски. Асистенција на Воиновиќ, шести кош на Слободан Петровски. Заслужува ова да се види уште еднаш. Несебично Воиновиќ ја додаде топката. Јовановиќ и Вукадиновиќ ги надскокаа центрите на селекцијата на адежите. Лична грешка на Петровски. Резултатот е 31:20. Измена во екипата на надежите. Влегува Врбица Стефанов, многу надежниот плеймейкер на МЗТ Хепо Скопје, на местото на Књазев. Прво промашување на Љубиша Јовановиќ од линијата, останува 31:20. Половина од поените за селекцијата на странците ги постигна Љубиша Јовановиќ. Здравковски има многу прецизна рака, не му треба многу размислување и простор за да упати удар на противничкиот кош, како е и на Јоловиќ. Офанзивен скок на Јовановиќ. Вукадиновиќ и Здравковски продолжува нападот на странците. Уште една измена во селекцијата на адежите. Треба Србиновски да влезе во игра, ќе видиме на чие место. Поповски. Јоловиќ. Поени на Поповски. Стефанов. Воиновиќ. Под кошот беше Петровски, онаму каде што е најгусто и каде што тешко може да се мине. Загубена топка. Јовановиќ. Јоловиќ. Поповски. Јовановиќ. Вукадиновиќ. Чекори. Оној обид да се изфинтира противникот, подрипна малку подскок на Вукадиновиќ, тоа се Чекори, излегува од игра. Наедно тоа е и тајмаут за Књазев и Маневски. Резултатот 33:29. Во овој период од играта нешто порамноправно е. 7 минути до крајот на полувремето. Стефанов. Здравковски, тројка. Тој е негов седми кош. Втора тројка за селекцијата на адежите. 36:24 веројатно е резултатот. Не се читливи бројките најдобро на семафорот. Во меѓувреме
кош на спротивната страна го постигна Вукадиновиќ, 36 спрема 26, ке има и дополнително слободно фрлање. Девет поени предност за селекцијата на надежите. Петровски. Здравковски. Излезе надвор од теренот. Нови измени во селекцијата на странците со број 12 Срџан Станковиќ, македонски државјанин кој игра за Црвена звезда, инаку млад потенцијал со биде Митич за 3 поени, непрецизно, Стефанов. Петровски. Скок на Здравковски. Тој е непрецизен, Вукадиновиќ. Јоловиќ. Вукадиновиќ. Врбица и Станковиќ. Врбица беше побрз. Врбица Стефанов. Боцевски прави чекори. Во жарот на борбата, многу грешки. 6 минути и 4 секунди до крајот на полувремето, 36 спрема 27 за селекцијата на надежите. Вукадиновиќ. Прецизно. 29 спрема 36. Четврти кош на Вукадиновиќ. Лична грешка на Митич над Врбица Стефанов. Измена во екипата на надежите, излезе Здравковски, на негово место Јовановски. Стефанов. Здравковски, односно тоа е Србиновски. Јовановски, што току влезе и тоа е тројка. 10-ти кош на Дејан Јовановски, перјаница на оваа млада генерација македонски кошаркари, капитен на младата селекција, избран во најдобрата петорка во квалификациите за Европското младинско првенство. Стефанов. Србиновски, од чиста позиција, не успеа да погоди. Сега за 3 поени Србиновски, уште еднаш непрецизно, скок на Станковиќ. Јоловиќ. Вукадиновиќ, Митич, чиста имаше позиција, отворен пат кон кошот. 31 спрема 39. Први поени на Митич од игра. Јовановски. Петровски. Стефанов. Јовановски. Боцевски. Влезна Србиновски. Лична грешка. Тоа треба да е број 10 Прлјевиќ. 4 минути и 21 секунда до крајот на полувремето. Слободни фрлања за Србиновски. Игра во екипата на гостива. Тоа е негов прв поен. Скок на Митич. 40 спрема 31, 9 поени предност за надежите. Чекори од Станковиќ. Јовановски. Стефанов. Србиновски. Воиновиќ. Стефанов се обиде за 3 поени. Митич се развива контрата на белите. Митич ги реши сам сите проблеми, негов 9-ти кош.
10 има Јовановиќ во селекцијата на странците. Резултатот е 33 спрема 40. Поени на Сарбиновски. Први од игра. 42 спрема 33. Јоловиќ се обиде да му асистира на Станковиќ. Сарбиновски, Воиновиќ може да игра со Стефанов. Уште еднаш Воиновиќ во улога капитенски, во улога на асистент. Јовановски има позиција за 3 поени, сепак се реши за позицион напад. Воиновиќ. Него сакаше топката. А досудена е лична грешка од Станковиќ над Димитриевски. Тоа е Срџан Станковиќ, многу интересен за нашиот кошаркарски сојуз. Регистриран за подел работнички, инаку подолго време игра во екипата на Црвена звезда од Белград. Постојат големи шанси да се врати во македонската кошарка. Трет кош на Дарко Димитриевски. Ова е четвртиот, 44 спрема 33. Јовановиќ. Многу проблеми со него имаат надежите. Лична грешка на Димитриевски. Измена кај надежите, влегува Бујуклиев на местото на Сарбиновски. Само уште Тони Симич не влезе во првото полувреме во селекцијата на надежите. Веројатно наскоро и тој ќе се појави во игра, а слободни фрлања за Љубиша Јовановиќ. 11-ти негов кош. Максимално прецизен. 35 спрема 44. Њазев. Воиновиќ. Јовановски. Прецизно, тоа е втора тројка на Јовановски. Негов 13-ти кош, 47 спрема 35. Не, сепак тоа е се 2 поени, 46 спрема 35. А Јовановиќ уште еднаш прецизен на спротивната страна. Књазев за 3 поени. Тројка на Књазев. 7 поени на Ѓорги Књазев. 49 спрема 37. Јоловиќ. Митич. Непрецизен Прљевиќ. Не успеа Јовановски. Њазев. Воиновиќ. Скок на Митич. Лична грешка Јовановски. Тоа е негова трета лична грешка. Измена во екипата на странците. Миронов треба да влезе, меѓутоа судиите се уште не ја дозволуваат оваа измена. Мала дискусија меѓу Стеријан Доновски и Анатолиј Миронов. Слободни фрлања Митич. Офанзивен скок на Јовановиќ. Одлична игра на Љубиша Јовановиќ. 16-ти негов кош. Најефикасен на надпреварот. 39 спрема 49. Бујуклиев. Воиновиќ.
Димитриевски се избори за топката меѓу тројца кошаркари во бели дресови. Лична грешка на Прљевиќ. Мирослав Прљевиќ со број 10 игра во Жито Вардар од Тито Велес. 201 сантиметар е висок. Слободни фрлања за Јовановски. Со 14 поени, Дејан Јовановски најефикасен во селекцијата на надежите. 51 спрема 39. Миронов. Проигран е Прљевиќ, лична грешка на Књазев. Прва лична грешка на Ѓорги Књазев, прв пат на линијата Мирослав Прљевиќ. До сега без постигнати поени. Уште 50 секунди до крајот на полувремето. И Прљевиќ се запишува на листата на стрелците. ...41 спрема 51. Књазев. Воиновиќ. Бујуклиев. Непрецизно, Јоловиќ. Уште 30 секунди до крајот. Се обидоа странците со контра преку Поповиќ, преку Војо Поповиќ да поентираат, меѓутоа направија грешка. Уште 34 секунди до крајот. Бујуклиев. Јовановски. Бујуклиев. Димитриевски. Убаво влезе во рекетот. А лична грешка му е досудена на Прљевиќ. Слободни фрлања, Дарко Димитриевски. Ова беше петти негов кош, има 22 години, 203 сантиметри е висок. Уште 13 секунди до крајот на полувремето, 53 спрема 41. Грешат странците, Књазев, Воиновиќ, Књазев од голема далечина, нема тројка, нема време за било што. Дали важи овој кош или не, ми се чини дека не. Во секој случај, резултатот е 53 спрема 41 на крајот од првото полувреме, 12 поени предност за селекцијата на македонските надежи. Камерите на македонската телевизија остануваат вклучени и за време на оваа вообичаена пауза од 10 минути, во која што ќе го проследиме преносот од прогласувањето на 10 најдобри спортисти на Радо. Јоловиќ. Додавање за Јовановиќ. Скок на Тони Симиќ, прв пат во игра, одлична блокада. Воиновиќ, тројца против двајца, Здравковски ги решава сите проблеми. Негов 9-ти кош. Резултатот е 60 спрема 50. Митич, а лична грешка на Здравковски. Тоа ќе биде топка отстрана, Митич. Вукадиновиќ. Лична грешка на Ѓорđe Воиновиќ, капитенот на селекцијата на надежите. Судии на надпреварот се Гулевски, Златевски од Скопје. Надпреварот се игра во спортската сала во Радовиш пред околу 1500 гледачи. Митич. Скок на Тони Симиќ. Воиновиќ. Књазев.
Воиновиќ. Одлично додавање за Симиќ, не му беше тешко да ги постигне првите поени. 62:50. Разликата од првото полувреме, 12 поени. А странците дојдоа на 5. Лична грешка на Јовановски. Според мојата евиденција, тоа е четврта лична грешка, инаку нигде нема информатика во салата околу бројот на личните грешки, ниту на записничката маса, ниту на официјалниот семафор. Трет поен на Драган Николич, играч на Неметал и Огражден. И уште еднаш прецизен. 52:62. Јовановски. Воиновиќ. Крај него Јоловиќ прави лична грешка. Прва лична грешка на Будимир Јоловиќ. Топка одстрана за селекцијата на надежите. Њазев. Здравковски. Јовановски. Одлично го започна второто полувреме и во првото беше наистакнат поединец во македонската млада селекција, една од неговите ретки грешки. Јоловиќ. Николич. Право во рацете на Тони Симиќ. Воиновиќ, четворица против 1. Јовановски. Кошот ке важи, има и лична грешка. 21 поен на Дејан Јовановски. Ке има и дополнително слободно фрлање. Излегува Воиновиќ, влегува Петровски во селекцијата на адежите. Дополнително слободно фрлање за Јовановски. Шеесет и 5:52. Ова е највисока предност за селекцијата на адежите. Јоловиќ. Јовановиќ. Поени за Љубиша Јовановиќ. Вкупно 23. Јовановски 22. Тоа се двајца клубски другари кои играат сега во различни дресови. Здравковски неуспешен во обидот за 3 поени. Јоловиќ. Николич. Митич. Не стигна топката до Вукадиновиќ. Топка одстрана за белите. Јоловиќ. Предолго беше тоа за Вукадиновиќ. Измена во екипата на надежите, излегува Симиќ, влегува Боцевски. Петровски. Њазев. Јовановски. Проигра Боцевски, блокиран од Николич. Уште еднаш Боцевски. И направена е лична грешка. 2 слободни фрлања за центарот на надежите. Лична грешка Вукадиновиќ. Први поени на Душан Боцевски. Се повеќе напредува како играч. Два поени за Боцевски, резултатот 67:54. Јовановиќ. Фаулиран од Боцевски. Тоа е трета лична грешка на Душан Боцевски.
24. кош на Љубиша Јовановиќ. Уште еднаш прецизен. 25 поени, Јовановски 22. Јовановски. Петровски. Књазев. Књазев се обиде. Јоловиќ. Јовановиќ. Него 27. кош. 67 спрема 58. Јовановски, непрецизно за тројка. Јоловиќ. Николич. Скок на Здравковски. Јовановски греши, Здравковски е тука ја поправа неговата грешка. 11 поени на Здравковски, уште еднаш непрецизни странците. Петровски за 3 поени. Скок на Здравковски, ќе продолжи нападот на селекцијата на надежите. Измена во оваа селекција, излегува Књазев, во игра Врбица Стефанов. Измена и кај странците, Митич треба да излезе, на негово место Миронов. Стефанов. Јовановски, крај него Јоловиќ. Стефанов. Јовановски има чиста ситуација за 3 поени, непрецизно. Јовановиќ во улога на плеймејкер. Влез на Љубиша Јовановиќ, скок на Николич, кошот важи, ки има и лична грешка. Да видиме на кого му е запишана личната грешка. На број 6, тоа е Врбица Стефанов. 6 кошеви досега постигна Драган Николич. Резултатот 60 спрема 69. Многу измени, особено во селекцијата на надежите на Македонија. Сарбиновски влезе во игра на местото на Здравковски. И во дополнителното слободно фрлање Николич прецизен. И сега е резултатот 69 спрема 60. 61 простите. Петровски. Боцевски. Миронов. Јоловиќ. Пресече Боцевски. Јовановски. Додавање за Петровски. Асистенција на Јовановски, поен на Петровски. Побаран е тајмаут од Стерија Андоновски, тренерот на селекцијата на странците. ...71 спрема 61, 11 минути до крајот на надпреварот. Постојано водство на селекцијата на надежите. Играат полетно, многу побрзо од што противничките кошаркари. Љубиша Јовановиќ, далеку најистакнат поединец во селекцијата на странците. Перманентно добро ја игра целата сезона во Годел Работнички, во првенството на Македонија. Играше добро и во оној прв дел од европските купови, во купот на шампионите, а подоцна и во оние, би рекол, селективни надпревари од купот на победниците на куповите. Подоцна дојде Грегори Денис како засилување за Годел Работнички. Меѓутоа, прашање е колку ги оправда очекувањата. Печаток е дека со Љубиша Јовановиќ играта на Годел Работнички ќе беше многу би рекол, посигурна без такви осцилации какви што имаше во купот на победниците на куповите со недоволно уиграниот Грегори Денис. Условни слободни фрлања за Анатолиј Миронов.
Прв негов кош на вечерашниот надпревар. 62 спрема 71. Играше во првата петорка. Два пати прецизен, 8 разлика за надежите. Стефанов. Петровски. Стефанов. Него следеше тоа најдобро Душан Боцевски и додавањето не беше најпрецизно. Загубена топка. 10,5 минути до крајот. Играат пресинг зона кошаркарите на селекцијата на надежите, а поени на Љубиша Јовановиќ, негов 29-ти кош. Се одлепи од Јовановски, сигурно ќе биде најдобар стрелец, доколку не се мени нешто во продолжение. Јовановски фаулиран од Миронов. Во Дејан Јовановски, македонската кошарка има извонреден потенцијал. Играч кој сигурно уште ќе напредува, има 19 години. Дваесет и трети поен на Јовановски, 72-65. И натаму надежите играат агресивно, а странците даваат кошеви. 31 кош на Јовановиќ. Лична грешка. Нападот е негова посилна страна. Игра многу ефикасно и во дресот на Годел Работнички. А вечерва е апсолутно перјаница во селекцијата на странците. Боцевски. Србиновски за 3 поени, непрецизно. Скок на Јоловиќ. Николич. Јовановиќ. Јоловиќ. Ретко се решава на удар, негова прва тројка. 6-ти кош и прва тројка воопшто за селекцијата на странците. 70 спрема 72. Само 2 разлика за селекцијата на македонските надежи. Боцевски. Убаво се крена на скок шут, меѓутоа беше непрецизен. И првпат една вака мала разлика, првпат странците успеа да се доближат на само 2 поени. Поповски е во петорката на странците. Јовановиќ не знае да сгреши, 33-ти негов поен. Прво израмнување, 72 спрема 72. Сега станува интересно. 8 минути и 40 секунди до крајот. Задржан Јовановски. Лична грешка на Јоловиќ. Малку експериментира надежите, го сменија начинот на игра во одбрана. Им дадоа повеќе простор на искусните противнички кошаркери и тие до максимум ја искористија својата шанса. Дојде до израмнување. Греши Петровски. Јоловиќ. Николич. Обид за 3 поени. Еве сега уште една тројка. Прво водство на странците. 75 спрема 72. Тоа е втора тројка. 8 минути и 20 секунди до крајот. Во селекцијата на надежите излезе Јовановски. Се врати капитенот Воиновиќ. Тајм-аут за тандемот Књазев-Маневски. На спротивната страна Лазар Лечич му препушта на Стеријан Доновски да ја води екипата. Во секој случај, период на игра што им припаѓа на кошаркарите од странство, кои успеа да ја анулираат онаа предност која што пред неколку минути изнесуваше 13 поени.
Сега овој резултат е предизвик за надежите, кои во комплетниот дел од надпреварот има и комплетна резултатска контрола. Стефанов. Воиновиќ, лична грешка Николич. Воиновиќ. Петровски, обид за 3 поени, тројка, изравнување, 75-75. Тоа е прва тројка на Петровски, кој е познат со извонредниот удар од далечина. Миронов, лична грешка на Србиновски. Вистински разурнувач Анатолиј Миронов против, би рекол, релативно лесната петорка на селекцијата на надежите, во која што само Душко Боцевски е, би рекол, потежок, покорпулентен. Трет кош од линијата за Миронов, 76-75. Два разлика за странците. Воиновиќ. Стефанов, Петровски. Воиновиќ од голема далечина тројка. 78-77. Втора тројка на Ѓорѓе Воиновиќ. Две тројки има Воиновиќ и Јовановски, по една Књазев, Петровски и Здравковски. Топка за надежите на Македонија. 7 минути и 14 секунди до крајот. Се подготвува во игра да влезе и Димитриевски, да видиме на чие место. Воиновиќ, уште еден обид за 3 поени, сега непрецизно. Петровски последен игра со топката, напад на белите. Поповски. Јоловиќ. Миронов. Има ситуација за 3 поени. Тројка на Миронов. Ревија од тројки. 80-78. Трета тројка на белите. Стефанов. Петровски. И Петровски обид за 3 поени. Непрецизно. Скок на Миронов. Јоловиќ. Полуконтра. Јовановиќ. Лична грешка Петровски. Замена во селекцијата на Македонија, на македонските надежи, влегуваат Димитриевски и Књазев на место на Стефанов и Боцевски. Слободни фрлања, Љубиша Јовановиќ, досега 33 поени. Прво негово промашување. Јоловиќ, од голема далечина, тројка на Јоловиќ, втора поред. 83-78, највисоко водство на странците. Реагира клупата на кај што се Књазев и Маневски. Јовановски ќе се враќа во игра. Станува сега многу интересно, лична грешка на Воиновиќ. 5 минути и 45 секунди до крајот. Излегува Србиновски, се враќа Јовановски. Слободни фрлања за искусниот Будимир Јоловиќ. Негов 10-ти кош. 84-78.
7 разлика за странците. 11 поени на Јоловиќ. Књазев. Јовановски. Не се реши да бие за 3 поени. 5,5 минути до крајот. Воиновиќ. Греши. Во игра ќе влезе и Димитриевски. Судиите не дозволуваат да биде направена оваа замена. Јовановиќ. Го удвојуваат Петровски и Димитриевски. Направена е уште една лична грешка. Надвор од бонусот е селекцијата на надежите. Тоа ќе бидат слободни фрлања за Јовановиќ. Греши уште еднаш Јовановиќ, офанзивен скок меѓутоа на Николич, негов 12-ти кош, 87 спрема 78. 9 разлика, 5 минути до крајот. Књазев. Воиновиќ. Влезна Воиновиќ и кошот не важи, вели Гулевски. Лична грешка на Николич. Слободни фрлања за Ѓорѓе Воиновиќ. Непрецизно. Од 78 спрема 77, 10-0 направија странците. Со овој кош, не, сепак од чиста позиција Јовановиќ греши. Књазев, Воиновиќ. 14 поени на Ѓорѓе Воиновиќ. 80 спрема 87. Дали она промашување и овој кош на надежите ќе донесе и резултатски пресврт? Поповски. Фаулира Књазев. Втора негова лична грешка. Условни слободни фрлања на Златко Поповски. Тоа е негов трет кош. Греши 88 спрема 80. 8 разлика на странците. Књазев. Воиновиќ. Воиновиќ од голема далечина тројка. Трета негова тројка. 83 спрема 88. Јоловиќ. Беше блокиран од Димитриевски, од неговиот клупски другар. Сега лична грешка. И тајмаут за надежите, за Књазев и Маневски. 3 минути и 45 секунди до крајот. Ке најдат ли сили надежите на Македонија да го направат надпреварот поинтересен во завршницата? 5 разлика е за странците и ќе има слободни фрлања за Јоловиќ. 32 минути, надежите беа во водство и тоа осетно водство. Меѓутоа, за само 2 минути странците успеа да ја анулираат таа предност, а подоцна и да направат залиха од 9 поени. Надпревар со 2 различни полувремиња. Во првото селекцијата на македонските надежи имаше комплетна превласт на теренот. Во вториот дел од средината на второто полувреме
странците попрецизни, поуверливи, поквалитетни. 12-ти кош на Јоловиќ. 89 спрема 83. 90-83. Воиновиќ. Брз. Сепак се реши да го проигра Здравковски. Воиновиќ уште еднаш за 3 поени. Скок на Душко Боцевски. Лична грешка Николиќ. Нема струја во спортската сала во Радовиш на 3 минути 34 секунди до крајот. Резултатот не е вред со електричната мрежа. Страхува на некој начин домаќините дали електричната мрежа ќе го издржи напонот на осветлувањето во салата. И еве се случи тоа што никој не го посакуваше. Со оглед на тоа дека се работи за осветлување кое што и веднаш да биде поправено, ќе му треба 20 на минути да ја добие она јачина што е неопходна за продолжување на телевизискиот пренос. Не знам дали според програмската шема ќе имаме можност да чекаме толку време да го завршиме преносот од овој ревијален натпревар, од првиот ден од викендот на македонската кошарка во Радовиш и во Неготино. Чекаме информација од надлежните во нашето студио, кои се задолжени за емитување на програмата. Ало, Кола, јавете.